Почитувани гледачи, јас сум Богдан Илиевски, а вие гледате Работник подкаст. Денеска ќе разговараме на тема новинарството и младите. Па за таа цел, наша денешна гостинка е новинарката Теодора Цветковска. Теодора, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш наша денешна гостинка и се надевам дека ќе имаме една плодна дискусија. Ти благодарам и на тебе на поканата. Да, вака сега. Ќе почнеме од нешто што е доста интересно, а се случува кај нас. Тоа е намалениот интерес на младите да работат во медиумскиот сектор. Зошто еве како ти како млад новинар гледаш на тоа? Зошто се случува да имаме недостаток на млад кадар во медиумскиот сектор? Најпрво мислам дека тоа е секако поради платите, затоа што некако со години оној и под минимум исплаќањето на и подпросечни плати се уште остана тренд и се уште постои. Најпрво мислам дека е финансискиот аспект и затоа што во денешно време е многу полесно ако си заинтересиран да работиш со медиуми, со комуникации, да не мора тоа да е класичен медиум, туку да можеш да работиш на YouTube, на Instagram и пак да си тука некако во јадрото на медиумскиот свет. А втора работа е можеби тоа како млад човек и не ти се најважни парите секогаш, ама нема никаков простор за растење, за учење на некоја нова вештина, нов јазик, одење на обуки, на семинари во странство, на конференции. Например, јас самата сум била на многу такви надвор од Македонија, надвор од Балканот, па дури до Америка, како и многу други колеги, но работата е тоа што треба самиот да ги бараш. Па потоа да видиш дали ќе те пуштат од работа, ако е повеќе од еден месец да бараш неплатен одмор и тука се комплицираат нештата, така што и самите новинари не се надградуваат себе си поради тоа што тој дел од неформалното образование не им е возможен од самите работодавачи и како млад човек кој има можност да патува, да следи работи на интернет, да види како е во странство, си викаш за јас ќе седам и ќе работам во средина што е иста како 90-тите и претходно, како моите повозрасни колеги што работеле. И тоа е еден голем фактор што ги одвратува младите да се бават со оваа професија. Така. Кога го дискутираме ова, неминовно тука следува и прашањето што треба да се промени во медиумскиот сектор за да истиот стане неприличен за младите. Имено, можеби сега собствениците на медиумите се уште се во, како да речам, во тој филм, дека можат да најдат, да ископаат од негде нели работници во медиумите ако им треба, ама праксата да покажува сосема поинаква слика. Така што мислам јас за кратко време дека ќе ни се заканува голема катаклизма во медиумскиот сектор. Барем јас така мислам, според тоа што и го гледам на терен. Сега прашањето е тоа, што треба да се промени според тебе за да нели медиумскиот сектор стане поприличен најпрво за младите луѓе? Можеби тука коренот влечи, можеби треба да се направат промени во самото високо образование. Сега не секогаш и не сите има и толку успешни новинари што немаат завршено новинарство, но јас сметам дека треба институционално да почнат да се решаваат тие работи, па да се врати онаа задолжителна пракса, да се направи ревидирање на предметите што се на самиот факултет по новинарство, да почнат студентите по новинарство и додатна пракса и кога ќе дојдат во редакција да дојдат спремни, а не да имаат само материјали или прашања на кои учеле и кога ќе почнат да
да работат, тогаш да биде моментот кога тие прв пат се среќаваат со тоа што е навистина новинарство, затоа што додека сме на факултет сме сите паднати како од Марс, па кој се снајде, другите почнуваат да работат нешто друго. Така што првата промена според мене би требало да се случи токму во високото образование. Неформално образование, барем во Македонија, има пар организации и луѓе што навистина се трудат и да помогнат и да продуцираат нов кадар, но некако и да тешко и после доаѓаме на оној дел што е со платите кога ќе почне да се работи. Сега некако има можеби некое придвижување на платите, но сепак мислам дека, кажете самиот, дека некако изгледа како да е доцна, како за во многу професии, што не знам, келнери отидоа да живеат во Хрватска, не се вратија, сега се нудат некои страшно големи суми на плати, но нема кој да дојде затоа што нема кадар. Исто друга работа загрижувачка е што некоја старосна граница што е просечна во медиумите 45, нешто така, а најмладите новинари имаат 30 години зад себе, 10 или 12 години работно искуство, што е страшно. Така што мислам дека баш треба да се почне од почеток, да се почне од високото образование, да се оди на редовна летна пракса, после факултет да се оди на пракса и на некој начин тие студенти да имаат гаранција дека можеби ќе работат негде, нема да треба да бидат оставени сами на себе да се сноѓаат. Светот премногу брзо се движи, технологијата премногу брзо се движи. Ова не е само проблем кај нас во Македонија, не сме ни изолиран случај, се случува секаде во светот, ама ние некако каскаме да ги смениме работите. Можеби треба да имаме само повеќе интернет телевизии, а помалце програма во класичното време на телевизиите. Ама треба некој да седне, да направи стратегија што ќе биде долгорочна, како што мислам дека треба и во многу други сектори. Ни фали експертиза, ни фали некој да седне, да се занимава цела година, две со тоа и да има конкретни стратегии, конкретни чекори за тоа што понатаму, затоа што како што е сега, имаме ние хиперпродукција на продукти, толку многу медиуми, а сепак од друга страна не може да се најдат работници. Има човек редакција, има редакции што се сериозни, со национални концесии, што работат само 5 репортери. Не може да има квалитетен продукт ако имаш само толку малце вработени. Од друга страна, сега кади да бараш не можеш веќе да најдеш новинари. Сите направија трансфер од едно на друго место, на трето, на пето, и тоа е тоа. Така што баш мислам дека ни предходи некој ни доаѓа некој тежок период во медиумите, можеби потежок од тој што сме имале. Јас сметам дека ќе се смени, но како и за се друго мислам дека ќе потрае. А ако не се смени ништо во образованието, ни во онаа пракса и во пристапноста да може, мислам дека тоа би значило и затворање на медиуми, што е многу страшно, ама можеби во некоја рака и е неопходно да се случи за да имаме некој здрав почеток. Така. Тука морам да споменам дека и се случуваат на глобално ниво тие тектонски промени. Не се веќе истите приоритети како што се претходно. И јас мислам дека сакале ние или не, еве многумина ми се смеат на тоа кога ќе им речам, но тие промени ќе дојдат еден ден и кај нас, небитно дали сега, дали после 5 години. Што значи дека младите веќе или популарно наречената генерација Z веќе не размислува како што размислувале претходните генерации. Следното прашање, ти спомена на почетокот дека една од потенцијалните работи кои што ги демотивираат младите да се определат за новинарската професија е платата. Сега, дали платата е единствената пречка во тоа да новинарството биде нивна една кариера? Па некако што споменав, не е платата само. Сметам дека голем дел
голем дел во голем дел тука и тоа што условите за работа, темите кои се покриваат, не се дава простор можеби на теми, има луѓе што сакаат да пишуваат и да снимаат за мода. За жал не би можеле да најдат работа во телевизија ако нивна пасија е пишувањето и следењето мода. Ние и несериозно ги сваќаме таквите новинари и просторот им е отстапен само на дебати, вести. И само политика. Што може би некого сакал да стане новинар и да тргне по стапките на некој познат светски новинар што покрива кулинарство, но во Македонија не му е пружена таква шанса. И затоа наместо тоа може да отвори Инстаграм профил, каде што ќе стане инфлуенсер, каде што ќе прави лајвови, зумови како што правиме јас и ти сега во моментов подкасти и ќе си го живее нели сонот. Еден класичен медиум изгубил млад ентузијаст како тој човек што веројатно нема да му биде платата единствената пречка. Нема платата да му биде, се извинувам, никаква пречка ако некој му рече повели имаш 5 минути денеска во денот да одиш да снимаш по ресторан. Така што немаме разновидност во покривањето, во темите, се е политика, се е исто е. Ако свртите да ги видите сите вести на нашите медиуми или да отворите тајм, тоа се истите вести, истите имиња. Така што мислам дека веќе и на публиката и се досади да го гледа тоа, иако имаме хиперпродукција и на таков контент, мислам дека и на публиката и се досади тоа, па се ново што ќе се појави е интересно и сакаат да го гледаат. Така. И мислам дека веќе им народот знае која телевизија сега нека ми простат колегите од што работат во телевизиите, нека не ми го замерат това, но реално тоа и не е нивна вина, тие не ја прават нели уредувачката политика. Многу лесно може да веќе се знае кои функционери можеш да ги гледаш на кои телевизии, ако ме разбираш што сакам да кажам. Така и функционери, експерти. Да, експерти, да. Значи луѓе од опозиција, од власт, веќе се знае на која телевизија можеш да ги гледаш. Ова е така малку во кодиран формат, ама го кажувам, ама мислам дека ме разбираат што. Добро, тоа не е јавна тајна, мислам дека на сите ни е јасно какво лимбо сме ние со години што трае и тоа нема излегување од таму. Така. Следно би сакал да позборуваме за една тема која што е премногу малку експонирана кај нас општо, не само во медиумите. Тоа е балансот помеѓу приватниот и професионалниот живот, нели? Како и сите луѓе други што имаат нели приватни обврски, така имаат и новинарите и медиумските работници. Но новинарот и медиумскиот работник не може 24/7 да ја работи работата, така, да бидеме реални. И тој има дома, има семејство, има приватни обврски, како и што реков така. Но кај нас некако тоа, кога ќе се спомне, јас така тоа го гледам, ако спомнеш баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот во новинарството, добивам впечаток дека едноставно сака да ти речат оди работи друга професија, ако мислиш дека треба да имаш баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот. Тоа е мој впечаток. Така ги гледам работите. Дали ти што мислиш ти околу тоа и дали за тебе како новинар е тоа предуслов да имаш нели балансот помеѓу приватниот и работниот живот, и како ги согледуваш воедно овие најнови трендови кои што се појавуваат на глобално ниво, каде што се поголем број на млади луѓе се борат за се поголем баланс помеѓу нели приватниот живот и работата? Многу убаво кажа овие нови трендови. Жално е да збориме дека се трендови, затоа што така би требало да бидат работите поставени.
некако некои од секаде влијанија и во последниве години 20, 30, 40 низ светот беше наметнато дека луѓето треба да се преработуваат за да може да обстојат и во кариерата и да може да си ги платат сметките, да си овозможат да отидат на одмор. Значи тоа и кај нас откако сме независна држава и глобално секаде во светот, па сега од кога газдите видоа дека работниците почнуваат да се освестуваат, па си даваат откази, не можат веќе, имаат бърнаут, попуштат психички, имаат проблеми со менталното здравје, па некако се наметна дека е тоа тренд, онај self-care и да се грижи за себе си, тоа е многу нормално, дека секој човек треба да не спие со телефонот у рака за да не му се јави некој сабајле во 6. Така и ние, нели, новинарите, не сме над другите луѓе. Така што мислам дека тоа е една токсична култура на македонскиот газда, каде што му треба каде што му треба не му треба ништо друго освен добар работник, што ќе биде секогаш тука, ќе трча, нема да кажува што мисли. Сакаш да кажеш послушен работник. Послушен работник, да. Послушник, како и да ги викаат. И според мене тоа глупост дека ти си 24 часа новинар, се си 24 часа, ти си 24 часа Бобан што мене ми е колега, пријател на некој друг што сака да слуша музика, што сака да оди во кино, некои луѓе се 24 часа родители, така што мене ми е тоа глупост, како што некој 24 часа сладкар. То сме ние повеќе од тоа што е 24 сати сладкар, ама веројатно никој не му се јавува во 11 сато да направи тулумбини, се јавуваат нас за нешто, што мислам дека некои луѓе што можеби сакаат да живеат така, го имаат наметнато како општо правило што не треба да биде. Можеби јас сакам да работам само 6 сати, ми требаат 6 сати. Ти сакаш да работиш 20 часа, ама ако сакаш, затоа што има некој минимум и максимум кој може и по закон да се работи и се, така што мислам кога веќе зборевме дали една од причините што младите освен платата не сакаат да работат е токму тоа. Ако ми е работното време до 4, после 4 сум дома, дури да гори владата, мене не треба да ми се јави никој. Ако ми се јави за да работам после работно време, тоа треба да ми биде платено. Или фино лепо, редакцијата треба да има сменско работење, па ако знам дека јас сум денеска втора смена на работа, ќе си дојдам во 10, ќе дојдам и во 3 навечер, нели? Како и да е, треба да има организација. Не може поради отсуство на организација и новинарите, ќе ги спомнам секако и другите професии што исто се од ваков темпо, од ваков карактер, да се изложени на експлоатација. Затоа што не може да се функционира така. Ние може да кажуваме дека ја сакаме професијата, дека тоа е нашиот живот или не знам што, ама тоа не се здрави навики. Не се добри ни за менталното, ни за психичко, ни за менталното, ни за физичкото здравје, не се добри за ништо. Значи јас не знам дали знаеш ти новинар што има 70 и кусур години, нели? Не самата ни е скратени работниот век. Поради темпово на работа што го кажуваме дека е нормално, а не би требало. И сега убаво кажа кога ќе како генерации што сме малце помлади кога го зборуваш, што кажува дека сме разгалени. А не би рекла така зашто двајцата еве тука двајца на Зумов, а познам и многу други колеги што ни се тука со годините, работат по 100 работи. Не за да живеат луксузно, за да си ги платиме сметките. Така. Не, тоа не е разгалено, види. Значи, доаѓам во една ситуација кога веќе ова пошто го правиме, нели, подкастот и тука можеме да си кажеме се што сакаме, еве пошто правиме муабет баш за нашава професија, доаѓам во ситуација кога ми доаѓа да им испукам се на сите што зборат дека или работи новинарство или не работи, ако сакаш баланс, немој да работиш новинарство, или жени се, или немој да се жениш, немој да се мажиш, мажи се. Знаеш, Теодора, значи има многу работи што треба да се кажат, само што на крајот од денот
се преиспитуваш самиот себе дали вреди ти сам да влезеш во конфликт со одредена личност која што е на моќна функција. Тоа Па е целата работа. веројатно одговорот е не. Да, пошто бидејќи знаеме како функционираат работите кај нас. Освен личниот стрес, нема ништо да добиеш. Па си вика човек пушти, нека тера. Така. Може глупаво е да се каже, ама некогаш е единствен избор. Или полесен, не знам. Да. Да се надеваме дека ќе се сменат работите. Да, се надеваме, Или да. барем дека ќе почнат да се менуваат на подобро. Или дека ние Дека ќе ќе бидеме дочекаме ние, додека работиме да дочекаме ние, да. И мислам скоро работите. ние еве да ќе бидеме, пошто сме и 20-та во синдикатот, се бориме за правата на новинарите и медиумските работници, па да почне од нас менувањето, да не пишува таму во историја кога ќе дојдат следните генерации. Супер што си толку оптимист. Затоа вајда сме од оваа страна, нели? Да. И за на крај морам да те прашам, ова е нели и очигледно прашање, како ја гледаш и иднината на нашата професија, односно новинарството? Кои се твоите очекувања за неа? Ќе обстане ли, нема да обстане ли? Како ги гледаш работите? Мора да обстане, мислам, поминале толку потешки времиња, па и во државава, и во светов, и секаде, и обстанале и новинарството, и медиумите, и во земји што има нели нарушена демократија, што не може ни да се споредиме. Гледаме сега, например, што се случува во еден Иран, во Афганистан, па пак добивам информации, може би е тоа на Инстаграм, може би е тоа на Фейсбук, на Твитер, ама знаеме што се случува таму. Така што мислам само форматот многу дека ќе се менува. Може би нема да биде како што било до сега, еве гледаме за многу краток период што се случи со весниците. Голем дел од нив затворија, голем дел од нив печатените изданија ги намалија, се префрлија се на интернет, па со некои преплати. Мислам дека може би порано било полесно да се предвиди, као сега телевизорот е со без боја црно-бел, ќе биде за некое време со боја, може би ќе има компјутери, компјутерите ќе бидат подобри, ќе ги носиме со нас, ќе се викаат лаптоп. Така што мислам дека се многу тешко да се предвиди, затоа што луѓе отидоа на Марс, испитуваат што се случува, сакаат да има комерцијални летови до Марс, затоа што мислам дека сега е многу тешко да се предвиди, не може да изгине никогаш професијата, затоа што потребата на човекот како човек да се информира не може да изумре никогаш. Ама дали подкастов за 20 години ќе го гледаме, па и за помалку за 10 години ќе го гледаме као VHS касети, па не знам што ќе се случува, ќе има холограми, па ќе се избориме, може би исто ќе биде, но само мислам дека ќе се менува формата. Ништо друго. Мислам дека само формата ќе се смени и сега во ера на фейк ньюс, на се што се случува, на пропаганди, многу посилни, многу поголеми од било кога, мислам дека ќе имаме еден здрав рестарт за наредниве 5 години, затоа што мислам дека е неопходен, затоа што во правецот во кој светот и ние одиме, ништо не може да биде одржливо вака. Така. Мора да се воведе ред околу порталите. Јас ако работам во портал, сепак сум за тоа да оние кои што работат без импресум, кои што шират лажни вести, кои што се за тоа направени, тоа не се портали, тоа се веб страни, да бидеме реални. Значи, едноставно да се отстранат, да немаат пристап до социјалните мрежи, бидејќи само ги загадуваат. Ништо друго не придонесуваат, а мене ми е јасно, а верувам и тебе, дека политичките центри на моќ ги имаат пуштено на најако, за да си шират своји интереси, што не е секако незаконски. Легитимно е секој
да се рекламира себе си. Ама колку е етички, тоа е сосема друго прашање. Да, и тоа е пак нова појава. Интернетот, и порталите, и работата на интернет, и функционирањето на партиите и на други мокиници преку портали и веб страници, така што ќе треба да создадеме пракса. Па ќе си дојде и таа регулација што некако е започната, ама ете, не можеш да спречиш. Ако јас знам дека работиш без импресум и ти пишам казна, ако сум јас на институција и се, ти можеш бесконечно да отвараш веб страници и да ти има во интернет просторот, и да и Facebook страни, и Instagram страни, и што стигнеш, и YouTube канал, и мислам дека е многу тешко. И не знаеме како луѓе како да се справиме со тоа, затоа што е многу ново. Ново е, нас не изгледа можеби дека 5-10 години не се, ама се многу. На телевизија тие работи се решиле, ама телевизијата постои многу повеќе од колку што постои интернетот. Да. Па сигурно ќе дојде време кога и тие работи ќе бидат решени, нели, на интернет. Може би ќе се измисли технологија која што, односно, не знам, програма, софтвер, алгоритам некој кој што автоматски ќе ги отстранува тие, нели, лажни вести, лажни веб страни и така натаму, што велиш ти, може за 10 години од сега овој подкаст да го гледаме на ВХС касета, или па можете во следниот после здравие после толку години да го правиме преку холограм. Така што ништо не се знае, иднината е, нели, непредвидлива, особено со појавата на дигиталните технологии. Теодора, ти благодарам уште еднаш, еве што, нели, беше наша денешна гостинка, што ете толку отворено си поразговаравме за нашата професија. За жал морам да констатирам дека во мала бројка се оние кои што новинари кои што ги дискутираат своите проблеми, дали е тоа од немање интерес или е од некоја друга причина, оставам на нив да кажат самите. Јас давам се од себе колку што можам, еве, и преку синдикатот, нели, но и преку порталот да обработувам теми кои што се поврзани со нас, со нашата професија. Еве, и се надевам дека други ќе го следат, нели, овој пример. Како на пример сега мора тука да им дадам признание кога веќе разговараме за ова на Пина. Сега ова не е реклама, туку морам да ги споменам, бидејќи тие, барем што имам забележано, тие исто така пишуваат на вакви слични теми, работат, и мислам дека тоа е одлично, треба уште повеќе, бидејќи ако ние не се ги подобриме нашите права, како може да се бориме, мислам, за туѓите, не е логично. Така, да. Така, Теодора, ти благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе имаме следна прилика да поразговараме за други теми кои што се исто така и интересни. Ти благодарам многу за поканата и со среќа со подкастот, затоа што тоа е нешто сега брзо што ти е почнато. Така, ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам.